денеска ќе имам едно мало осврнување на оно што ќе се случува во Малта во следниот период. А следниот период, веќе знаете, минатата недела беше објавено дека се лека полека ќе биде концентрирано на изборите. Точно така, на 20 март ќе знаеме кој ќе ја води државата, островот во следните неколку години. А тоа во Малта не е туку така како можеби во некои други земји што се очекува дека е во рамките на Европска унија. Избори ќе проидат шведски модел и така. Не. Овдека се многу поголеми празници отколку она што го гледаме во Македонија. И во некои работи е бетер, технички заокружување на овој концепт, а во некои работи, ќе ви кажам сега во следниот период, бидете тука. This is Social Network Radio Podcast. MM, the Macedonian Maltese. Entertainment, vacancies, week top stories. Successful people for all Macedonians out there. On Macedonian language. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Igor Filevsky Show, Friday 8 p.m. New podcast. Let's get started. Ќе направам еден мал скок на она што се случува во моментов овој викенд, а тоа е она сликање за обновување на патните исправи за македонците. Тоа е добра иницијатива, но да не должам. Одам на лице место да видам како функционира во моментов тоа. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Еве се наоѓам во канцеларијата на почесниот конзул во Малта
Знаете дека имаме почесен конзул веќе некое време и секогаш кога доаѓаат за пасоши, за снимање, за било што, тоа се одвива тука на Емдина Роуд во салонот на Kia. До сега секогаш било така и ќе биде и понатаму и јас ќе бидам еден од најсреќните ако оваа процедура што веќе стартувавме скоро 2 години, започна во многу тешки моменти, во ковид моменти за протоколите се боревме и така натаму, но сепак луѓето од амбасадата во Рим и овој пат и од конзулатот во Венеција навистина ги прават исклучителните напори за ние македонците да ги добиеме овие пасоши без да мора да се малтретираме, да патуваме до Македонија, па сликај се, па чекај, па мора побрза постапка да биде, за да не губиме време. Нормално. Овдека е поредовната постапка, поредовна процедура. Многу е окей што за еден месец најчесто повторно тие ќе ни ги донесат пасошите тука и практично, конечно, и ние станавме дел од мапата на оваа институција за да можеме да ги реализираме нашите права онаму каде што живееме, за да ги обновиме патните исправи. Се надевам дека така и ќе продолжи. Како што кажав и во најавата, во најавата кажав погрешно и добро што од реализација ме исправија, не 26 март. 26 март ќе го дознаеме победникот, дали се тоа националистите или лабористите. Во однос на политичкиот систем во Малта, функционираат две партии. Едните се лабористи, другите се националисти. Ако ви направам една паралела со случувањата во Македонија, може да под наводници пластично да ви опишам дека лабористите ви се СДС-овци, а националистите ви се ВМРО-вци. Сега немаме од оние што одлучуваат, што се татковци на изборниот систем во Македонија, тоа се дујовци, такви во Малта нема. Значи се одлучуваат или едниве или другите. Тоа е разликата. Сега, она што мене ме изненади, искрен да бидам, допред да ја работам оваа епизода, мислев дека СДС-овците, односно лабористите, социјал-демократите во Малта, бидејќи ја форсираат постојано Европска Унија, ги зимаат нивните фондови, ги користат максимално, затоа се цареви, подобри од грците. Во Грција знаете, Грција е царска земја за користење на европски фондови. Постојано, например, ако ги гледате автопатиштата во Грција, секој лето ќе видите некоја лента се прави. Оваа лента, оваа година, следната лента, другата година, и тоа име за да се црпат, односно да се корумпираат европските фондови. Во Малта тоа се прави на уште поголемо ниво, може да влезете во некој хотел и ќе видите ова купатило изградено со пари од Европски фонд. Некој 200.000 евра се земени од пари од Европски фонд и направено едно купатило во некој хотел. И така натаму слични ситници. Да, одлични се во тоа прашање. Сега, да се вратам на темата. Мислев дека социјал-демократите се оние што, бидејќи ја живеат Европска Унија и тоа се буквално хвалоспеви за Европска Унија секој момент и ден денеска, но не било така низ историјата. Оние што ја внеле Малта во Европска Унија биле националистите. Тие ги спремиле и документите, тие и ја внеле Малта и веднаш после тоа ги губат изборите и до ден денеска веќе неколку децени не се на власт, постојано се во опозиција. Значи, наши ВМРО-вци. Оние кои биле против влез во Европска Унија биле социјал-демократите. Затоа денеска, ако тазе сте дојдени во Малта, ќе ви биде чудно. И ако ја гледате денешнава моја епизода, сега ме слушате и ќе кажете не, грешка. Во ред, ако сметате дека сум грешка, проверете. Европска Унија
ја добила Малта преку планот и заложувањето на националистичката партија. Денеска е борба, но оние што се сега на власт, тоа се социјалдемократите, во многу даваат бенефити, тоа е нормално пред избори, 200 евра за ова, 200 евра за ова, но не се тука ни националистите полошо, кои што нудат многу повеќе, сакаат да тоа изгледа како многу повеќе бенефити за сите островјани во следниот период, ако победат. Дел од тие, кои се распоредени на едната или на другата страна, погледнете ги сега. Xavi, l'obertura de Xavi a la dreta per Alves, a veure Dani Alves, la centrada d'Alves, Terri amb el cap, el control de To, treu la pilota malament Essien, la regala Messi, Messi per Iniesta, xut Iniesta, gol!
Има уште многу работи на оваа тема да ви раскажувам, ама во текот на следниот период сигурно и ќе читате на нашиот соцнет медиум портал кој што ги објавува и преку неделата сите оние интересни информации. Така и овие бенефити ќе ги гледате како новини, како што ги објавуваат, така и јас ќе ги прообјавувам на наша страница. Сега останете уште малце, имам уште две работи да ви покажам. Тоа е прво Audi In, што беше интересно, лошо и добро во изминатите 7 дена во Малта. Тука и крајот на денешното издание. Биете ми во добро здравје, подготвувајте се за летото, кај нас веќе одамна е дојдено за вас зимско, за нас пролетно лето. Иако веќе март, мислам дека ќе почнеме да влегуваме лека полека и во вода, барем јас. Што е интересно во спортот и спортските активности овој викенд, проследете сега и се гледаме следната недела. This is Social Network Radio Podcast. The Macedonian Maltese. Entertainment. Vacancies. Week top stories. Successful people for all Macedonians out there. On Macedonian language. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Igor Filevsky Show. Friday, 8 p.m. New podcast. Let's get started.